se ti predavam tebe, tatko moj, se moje, tvoje. Ti me sozdade od prazemna i duh životen, duh vo mene, po obrazu tvoj me sozdade. Živa duša nalik na tebe, se ti predavam tebe, Isuse, se ti predavam tebe, Gospode, se ti predavam tebe, tatko moj, se moje, tvoje. Ljubov ta tvoja me obleva, tvoja ta raka me pozema, vo srce to moje prebivaj, Isuse, Gospode. Ja si pripadam tebe, Isuse, ja si pripadam tebe, Gospode, ja si pripadam tebe, tatko moj, se moje, tvoje. Mir vam, tatko moj koji si na nebesata, tatko на небесата. Молитвата ја знаеме сите, но дали го имаме тоа сознание во срцето? Има еден стих кој вели поверува и затоа зборува. Поверува. Што значи да поверува? Кој верува дека Исус Христос дошол во плот? Некој вери, кој верува, кој сведочи, кој верува, кој исповедува. Што значи да веруваш во Исус Христос е добро прашање. Верувам во Исус Христос, да. А потоа, по делата, по постапките, по начинот на однесување, дали ти постапуваш како Исус? Дали си му го предал животот во владение на Исус? Зошто? Затоа што еднаш си отпаднал од него, еднаш ка со сатаната, кој е фрлен на земјата, паднат ангел и неговите демони. Вториот пат со Адам, јадеш од дрвото на познанието на доброто и злото. Значи ти знаеш што е добро и зло. Во молитвата вели татко наш на сите нас, татко на се, татко наш создател, семокен Бог, Вседржител, Всеприсутен, кој си на небесата, да се свети името Твое. Ние зборуваме за името Негово, да се свети. Сето друго име кое го отврла Отецот, односно Исус, бидејќи сега Исус е видлив за нас и Отецот пребива со сета Негова полнота во Исус, сето име кое се слави вон Исус е идолопоклонство. Деца, пазете се од идолите, има во Прво Јованово, така завршува. Деца, пазете се од идолите. Има еден стих, ние знаеме што сме, но не знаеме што можеме да бидеме. Кога ќе бидеме, ќе го видиме каков што е во Исуса Христа. Луѓето велат верувам во Исус Христос. Да веруваш во Исус Христос значи да живееш како Исус. Да исповедуваш, со устата се исповедува, со срцето се верува. Што значи да веруваш? Да постапуваш како Исус, да љубиш како Исус. Секоја мисла да биде покорна на Исус. Овде се запишани одредени живи слова, материализирани се во книга, преведени се на сите јазици, на македонскиот јазик. Па ќе прочитате дека македонците се народ кој ги именувал Бог и ги запишал и има причина, исто како израелците, јудејците. Колку му е многу дадено, многу ќе се бара од него. Не барајте мнозина да бидете учители. Учители, пазете, поголемо судување ќе добиете. Книга на пророкот Осија, Стар и Нов Завет. Една книга зборува за живење Стар Завет без Исус. Од време на време
obraќање, обрнување кон Бог, правење завети, курбани. Бог избира народ израелците, им дава водач, кога не го слушаат, паѓаат и живеат во проклетство. И нов завет, крвта на Исус Христос, на самотниот Бог пролеана. Исус дојде да ни го покаже патот. Што значи да веруваш како Исус, да врвиш по Исус, да одиш по Исус, да постапуваш како Исус. Чујте го Словото Господово, Осија, значи 4 глава, синови Израелеви. Кои се тие синови Израелеви? Па тоа сте вие денес како сте слушнале за Бог и Исус. Сте слушнале за Него. Вие сте синови македонски. Зашто македонецот го повика Бог, сте го повикале Бог. Но сте го повикале кога сте во неволја, понатаму дали сте го заборавиле? Сега, Боже, не ми требаш, сега јас ке терам како што сакам. Како што ми велеше еден писател, Бог му дал дарба и сега, Боже, ти не ми требаш, сега јас можам сам. Знаете, Вавилонската кула ја градат тие за да стигнат до Бог повисоко, највисоко, да се здобиеме со име. И денеска одредени деноминации слават светци, слават Богородици. Ако некој јаде, нека јаде за Исус, ако не јаде, нека не јаде, ако слави, нека слави, но славата е Негова. Значи, Твое е царството, Господовата молитва. Царството е Негово, нема друго царство. Имате земни царства кои се сатански. Царството е Негово. Твое е царството и силата е Негова. Тој ја дава силата и славата. Во одреден степен имаш малку сила. Ако си паднат ангел со сатаната, црпиш сила од тие што веруваат во тебе. Кога ќе ги изгубиш луѓето, ќе изгубиш силата. Зборува за сатаната. И славата е Негова. На Исус, на Таткото Небесен. Јас не зборувам само од себе, туку зборувам од оној што ме прати од Отецот Небесен. Те молам, Татко мој, ти денеска зборувај низ мене. Чујте го Словото Господово, синови Израилеви или христијани мои, зашто Господ ќе им суди. Господ ќе им суди. Не вие, Господ ќе им суди на жителите на оваа земја. Нема вие да им судите. Зашто Архангел Михаел, кога се расправаше со сатаната за телото на Мојсеј, тој рече: Господ да те спречи, Господ да те укори, Господ да те накаже. Господ ќе им суди на жителите на оваа земја. Зошто? Оти нема ни вистина. Исус нема ни милосрдие, милост сакам, а не жртви. Неговата милост е вечна, ниту знаење за Бога на земјата. Знаење за Бога, вие знаете за Исус, сте слушнале. Едно е да сте слушнале, друго да го знаете. Одредена деноминација го знам Бог, го знам Светото Писмо, а нема љубов во него. Значи, испаѓа дека Бог лаже, бидејќи тој вели: јас сум љубов, Бог е љубов, кој пребива во љубовта, пребива во Бога. Понатаму, 4 глава, Осија. Клетва и измама е зад мене Република Македонија, македонска библиска земја. Тие ќе речат Македонија постоела и пред Исус. Не, Исус бил присутен кога е создаван светот. Македонија не е над Бог. Значи, Македонија е избран сад од Бог, од Исус. Таа е Исусова Македонија. Он ја запишал во своето живо слово, има причини и последици на сето тоа. Може би во Армагедон, Откровение на Јован Богослов 16:16, и ги собра сите. Може би тука ќе ги собере сите, на местото по еврејски наречено. По еврејски, пазете. Не по вавилонски, по еврејски, значи по христијански. Армагедон. Клетва и измама, убиства, кражби и прелюбодејства многу се распространија. Можете да погледнете, пуштете телевизија. Од кутијата излегуваат демонски состојби и крвта со крв се измешува. Толку крв е пролејана, се убиваат луѓето. Војната не е ваша, тука е Божја. Затоа таа земја ќе се расплаче, не плачи Армагедонио, и ќе се истоштат сите, пазете, што живеат на неа. На вистина во Македонија сите сме истоштени, но не е само тука состојбата таква, но ние зборуваме за Армагедонија. Значи, таа земја ќе се расплаче и ќе се истоштат сите што живеат на неа, заедно со полските животни, птиците небески. Дури и рибите во морето ќе загинат.
но никој да не се препира и никој никого да не обвинува. Пазете, никој да не се препира и никој никого да не обвинува. Ние го имаме Новиот Завет, го имаме Стариот Завет со 10 Божји заповеди напишани на камен, тие си направија златно теле, не можат да ги издржат. Затоа Исус слезен, Тој ви дава сила ако го повикате и влезе да живее во вашето срце. Значи духот ваш треба да живее, да се распламти пламенчето, самиот Божји дух што е во вас да се запали, да биде оган што изгорува нечистотијата што е во вас. Но никој да не се препира и никој никого да не обвинува. Не судете за да не бидете судени. Понатаму на Новиот Завет и твојот народ е како оние што се спорат со свештеникот. Ако ти се спориш со свештеникот, израелците се спореа со Мојсеја. Со Мојсеја се спореа зошто вака, зошто така, си направија златно теле. Врзени се за парите мамона. Ти ќе паднеш дење, пазете, што ќе се случува без Бог. И со тебе пророкот ќе падне, но ќе. Израеле вика, ти што ги убиваш Ерусалиме, пророците со камења. Господ им праќа пророци, тие ги убиваат, и јас ќе ја погубам твојата мајка. Ова го вели Небесниот Отец, која мајка Македонија, мајка Русија, мајка земја, да ми вели името на мајката земја е Македонија. Да, може да биде, ако го повикаат Исус. Во другиот случај, таа земја е Вавилонија, бидејќи градот кула и си бараат свое име, град и кула се здобијат со име, изборуваат јазик вавилонски, јазик на омразата. Луѓето не се разбираат едни со други во Македонија, посебно секој против секого. Мојот народ се оприличил кога ве продаваат за 30 евреници. Мојот народ се оприличил на тие што немаат знаење, зашто ти си отврлил знаење. И јас ке те отврлам од свештено дејството пред себе. Знаењето доаѓа во дух во Исус, бидејќи го заборави законот на својот Бог. Пазете, бидејќи го заборави законот на својот Бог, јас ке ги заборавам децата твои. Бидејќи го заборави законот на твојот Бог, љуби го својот ближен како себе си, односно 10 Божји заповеди. Во овој случај, сега собрани во еден, љуби го својот ближен како себе си, бидејќи го заборави законот на својот Бог, јас ќе ги заборавам децата твои. Тоа се случува кога живеете без Бог во овој свет. Прашање на ден, на миг е кога ќе ве свлечка, нешто ви недостасува. Богати сте, завршиле факултет, гледам студенти, играат, актери, несрекни, незадоволни, критикуваат, мразат, судат. Нешто им недостасува. Ракоплескањето после представата, после некој успешен чин, ве држи малку. Љубовта ви недостасува. Мирот, милоста и љубовта да ви се множат, но тие се множат само во Исус. И колку повеќе се размножуваат, толку повеќе грешат против мене. Зборува за децата, затоа слава нивна, ќе ја претворам во безславие. Славата е на Исус и на Бог, Отецот. Тие се хранат со гревовите на мојот народ, и кон беззаконијата негови се стреми душата нивна. Душата има можност во свесна состојба да одбере добро, да го одбере Исус, да се врати во Божјото царство на љубовта, во духовното царство, или да си се сака самата себе, себељубие, и се враќа назад во бездна, во вечен оган. Оган кој не сопира додека не те претопи, додека не се претопиш. Тие се хранат и што ќе стане со народот? Пазете кози. Што ќе стане со народот? Или што станува со народот, тоа ќе стане и со свештениците. Кој е виновен за народот што краде, лаже и убива? Има ли во Македонија представници Исусови на земјава? Значи, и што ќе стане со народот, тоа ќе се случи и со свештеникот. Тој се огледува во својот народ, во своето стадо. Ќе го казнам според патиштата негови
и ќе му платам според делата негови. Живење без Бог не е добро и не е здраво во Армакедонскава земја и насекаде. По извесен период ќе паднеш болен, ќе паднеш во телото, добиеш можност да се покаеш уште малку време. Значи, сатаната е фрлен на земјата и му останува малку време. Значи, ти си дел од тоа сатанско тело. Ако не си во Бог, не си син Божи, ти си син човечки, односно син ѓаволски. Твојот татко е ѓавол, татко на лагата и тој те лаже со разни замајувачки моменти. Ке јадат ти нема да се наситува со телефони, со видео игри, со глупости кои ти ја врзуваат душата. Ке јадат и нема да се наситуваат, ќе ти го наполнат умот и мозокот и потоа не можеш да го примиш Исус. Ке блудствуваат и нема да се размножуваат. Ке јадат и нема да се наситуваат. Ете, тоа е тоа незадоволство. Незадоволство, колку повеќе има, се му недостасува. Јаде и не се наситува, блудствува и не му е доволно. Затоа што не му служат на Господа. Без Бог немаш љубов, немаш мир, немаш ништо. Ништо не си, ако љубов немам, ништо не сум, а мојот Бог, мојот татко е љубов. Он вечно не се лути, милоста негова е вечна. Блудството, виното и пијалоците ги овладеале срцата нивни. Мојот народ, прашува, изборува Зителопоп, го прашува дрвото. Дрвото го прашува, знаете, олтарот, иконите, цртежите. И неговиот жезол му дава одговор. Неговиот жезол, пазете, чии, не мојот жезол, на Бог, неговиот, зашто духот на блудството ги вовел во заблуда, па блудствувајќи ти отстапи од својот Бог, не прави икони идолопоклонства, предмети за кои се врзуваат, принесуваат жртви по планинските врвови и по ридовите кадат под Даб, Топола и Брест, кога луѓето се разочарани од локалната заедница, се враќаат на старите предхристијански моменти на општење со Бог по ниски форми. Оти тие имаат добри сенки, затоа керките ваши блудствуваат, снаите ваши прелюбодејствуваат. Тоа се случува денес, сега и овде, во Армакедонија. Последица на живење без Бог. Нема да ги казнувам керките ваши кои блудствуваат, вели нашиот Отец. И снаите ваши кога прелюбодејствуваат, оти вие самите сте блудници. Самите сте блудници и со миленици принесувате жртви. Жртви, милост сакам, а не жртви, ќе видиме понатаму, а мојот народ гине. Мојот народ гине од незнаење. Не го спознал Бог, го познавам Бог, верувам во Исус. А не действуваш како Исус, не престојуваш во љубовта, осудуваш. Не си простил, не си се откажал од гревовите. Не го држиш својот сад, своето тело чисто. Еден ми вели, не треба да се пости. Па, суштински да се умртви телото, постот е умртвување на телото, дека не си зависен од храна, туку си зависен од Бог Отецот, дека тој ти дал здравје, дека си исправен, дека си здрав. Посадените во домот Господов не се уморуваат, не гладува, постојано действува, старецот умира како момче, нема старење за Христовите светии, кој престојува под неговата закрила. Пазете, закрила, се надевам само на Исус. Тој пребива во домот на Небесниот Отец и Царството Божие во него. Ако ти, Израиле, блудствуваш, Јуда барем да не грешеше и не одете во Галгал, кажува некои приказни, кои ним познати, каде што се случувале Божите завети и чуда. И не колнете се, не влегувајте во Бет Авен, и не колнете се со клетвата жив е Господ. Тие велат жив е Господ, а не веруваат во него. Колнат мразат од истата уста, излегува и благословот и клетвата. Израелот е упорен како упорна јуничка, па ќе ги пасели затоа Господ. Како јаганце на широка ливада, тесен е патот што води кон животот. Ефрем се поврзал со идолите, остави го. Лажни звезди, за кои е зачуван дното на пеколот, за секогаш љубов. Кои се тие лажни звезди? Повидете пејачи, глумци, актери, политичари, спортисти, кои имаат своји фанови, ги сакате.
Ние имаме таков проблем со Тоше Проевс, каде станува фан, наместо да го славите Исус. Луѓето веруваат во него, бидејќи тој постапуваше, беше допрен од Бог. И потоа заминува. Зошто заминува? Бог знае. Бог знае, можеби за да не сгреши понатаму. Одвратно е пијанството нивно и вие така ги имитирате нив вашите идоли, наместо да го подражавате, имитирате Исус, да постапувате како него. Што значи да го спознаеш Исус? Да го исповедуваш Исус, да действуваш, да постапуваш како Исус. Тоа значи не лажни звезди. Одвратно е пијанството нивно, наполно се предале на блудство. Нивните кнезови сакаат се што е срамно. Кој ќе погледам во македонска земја сега, тие прават референдум да се постави прашањето дали сме мајмуни или луѓе. Дали сме македонци или не сме, ќе додадат ново име за некој да земе пари да ве продаде како 30. За 30 сребреници, потоа ќе заврши на Грнчаровата нива. Не можеш да побегнеш од Бог. Ветрот ќе ти ги притегне со крилјата твои, ќе ги притегне со крилјата своји ветрот, и тие ќе се засрамат од жртвите своји. Одиме 5 глава Осија, длабоко потонаа во расипаност, но јас ги казнам сите нив. И ти немаш чувство, сознаеност дека еден ден ќе застанеш пред Бог, ќе се представиш пред Бог и ќе одговараш за своите дела. Секој од нас, делата нивни не ги оставаат, нивни дела не ги оставаат да се обрнат кон својот Бог. Градот Вавилонска кула, град да се здобиат со име. Оти блудството нивно е внатре во нив, пазете. Па затоа и Господа не го познаваат. Внатре во нив, змијата која излегува од тебе и те тера да јадеш од дрвото на познанието на доброто и на злото, падната ангел на сатаната. Си се сакаш сами од себе, не умееш да љубиш. Се љубиш себе, си сакаш да земеш се и не ти е доволно, да бидеш над се. Тебе да ти служат, а Исус дојде да служи. Значи, делата нивни не ги оставаат да се обрнат кон својот Бог, и блудството нивно е внатре во нив. Апостол Павле вели, кога сакам да правам добро нешто, не ми дава да правам внатре во мене. Тоа е тоа што треба да се промени, да умре стариот човек. Да немаш своји желби, твојата волја да се претопи во Исусовата волја. Кога ќе ти прати некој да действуваш во љубов, да научиш да љубиш, повели и љуби, брате и пријателе. Адам надвор од рајот, марш, јадеш од дрвото на познанието на доброто и злото, сега знаеш што е добро и зло. Јас знам, Господе, како треба, јас ќе си правам како што сакам. А потоа ќе ја кркаш причината и последицата ќе биде плач и крчкање со заби. Со овците своји, значи блудството е внатре во нив. Тој што си ти треба да се промениш. Ти си дел од сатанското тело, додека не го предадеш животот свој на Исус. Додека не исповедуваш дека Исус е твој Господ и Спасител, не само на лице, туку и на срце, во срцето свое, и действуваш како Исус и ги љубиш сите како Исус, и вериш чашата е горка, ќе ја испијам, ја пиеш горката чаша и зборуваш ангелски јазик, не вавилонски, да не се разбираш, ги разбираш сите, им ги носиш товарот, им го поносуваш крстот, ја даваш душата своја за браќата, со овците своји, со воловите своји ќе тргнат да го бараат Господе еден ден, со богатството и со воловите, и нема да го најдат со нивните тајфи идолопоклонички, со вавилонскиот смет, нема да го најдат Господа. Тие го изневерија Господа, зашто изродија туги деца. Тие го изневерија Господа, зашто изродија туги деца. Пазете, не се радуе многу на невредни деца, на неверни деца. Еден праведник е подобар од 100 грешници, зашто водат во гибел. Значи, ти се возродуваш во состојба на човек само за да го избереш Исуса. Замислете, изродиш деца и не ги донесеш до Исус, каква катастрофа. Во Евангелска црква во Прилеп кај ромите, 30 деца се молат и повикуваат на Исус. Душата ми се трепери. Фатени на време. Понатаму Господ ќе ги води. Значи, зборувам за деца од 5 до 15 години. Сите се молат. Деца во православни заедници ќе наполнат 30 години. 50 години ќе останат синови човечки. Слушнале во обредите, клекни, стани, запали свеќе, фрли, клекни, околу црквата врти, сега вика и вистина воскресе.
Во денот на казнувањето, зашто изродија туги деца и сега новата месечина, пазете, оно што ви пее во 4 сабајле, тие ги изневерија Господа, зашто изродија туги деца, правиш деца кои не се во Исус. И сега новата месечина, пазете, која е таа. Дали во 4,5 сабајле некој буди на разглас на Гебелс и шири верска порака и никој не реагира. Новата месечина ќе ги проголта заедно со имотите нивни. Ќе ги проголта заедно со имотите нивни, ти ништо немаш освен својата душа. Во денот на казнувањето Ефрем ќе стане пустиња. Јас го соопштив тоа, меѓу водачите на Јуда станаа како оние што преместуваат меѓи. Не ја преместува меѓата на ближниот свој. Ако поместуваш меѓа, змија ќе те касне. Преместуваат граници балканскиве народи, бугари, срби, грци, албанци, сака да ја разграбат Македонија. Тоа проклетство и тука се случуваат војни на секој 50 години помалку. Ке го изгледам врзнив гневот мој, како вода, еднаш првиот свет беше потонат во вода. Нели со барката на Ное се спасија малкумина. Потоа Господ нашиот татко прави виножите и се подпишува дека нема веќе да ги потопува светот во вода. Вториот пат светот ќе помине низ оган на прочистување. Денеска ЛГБТ заедниците Содома и Гомора го користат виножитото за нивен знак. Сатаната се преоблекува во ангел на светлината. Разликувајте ги духовите, ќе тргнам и ќе се вратам во своето место, додека тие не признаат дека се виновни и не го побараат лицето мое. Еве како се доаѓа до Бог. Осија, видете, од целата Библија содржана се, и тоа се повторува на многу начини, се раскажува односот на паднатиот син, на отпаднатиот син кој го напуштил таткото, како се враќа кај него и како треба да научи да љуби го својот ближен како себе си. Да го заборави вавилонскиот јазик на нељубов, на неразбирање, вавилонската кула, да правиш име за себе си, зашто тој вели ќе го сотрам семето вавилонско, и да се претвориш во ангел на светлината, вистински слуга на Исуса Христа. Ќе тргнам и ќе се вратам во своето место, додека тие не признаат оти се виновни. Татко, погрешив пред тебе и пред небото, се враќа блудниот син. Отоцот му вели, се мое е твое, и не го побараат лицето мое. Значи треба да се покајат и да го побарате. Во една молитва за Македонија, Господ ми го даде Псалмот 102, 3-4. На тебе се надеваа моите татковци, твоите татковци, и јас ги избавив. Значи на кого се надеваме ние денеска? Во болката своја тие од рано утро ќе ме бараат и ќе велат да одиме и да се вратиме кон Господа еден ден, зашто Он ќе не рани, и Он ќе не исцели, ќе не порази и ќе ни ги преврзе раните наши. Ќе не оживее за 2 дена, а од третиот ќе не подигне и ние ќе живееме пред лицето Негово. Значи, ние живееме пред лицето Негово, кој пребива во домот на Небесниот Отец, пребива под закрилата на Севишниот. Закрила на Севишниот. Честноста ваша е како утрена магла и како роса што брзо исчезнува, зборови на Отецот. Оти јас повеќе сакам милост, а не жртва, глинова во Матеј, ова е сега Осија 6:6, отколку жртва се паленица, милост сакам, а не жртви, милост кон сите, милост кон болните, милост кон понижените, милост кон слепите, кон сите, кон глувите. А тие како Адам го нарушија заветот и таму ме изневерија. Што направи Адам? Му рече да не јаде од дрвото, само од едно дрво тој јадеше од тоа. Тоа е сатанската природа, непослушност кон Бог, и потоа изгонет надвор. Изгонет надвор, со трње ќе ти раѓа, со троскот ќе се раниш. Знаете, сега Адам стана како еден од нас. Човечката природа постојано јаде од дрвото на познанието на доброто и на злото. Тој знае што е добро и што е зло. И Господ му вели надвор од рајот, повели и љуби, и тој не умее да љуби. И постојано греши. Каин го уби Авела. Што направи, бре синко, зашто го уби? Зашто делата на Каин беа добри, а на Авела беа добри, на Каин лоши. И понатаму и не помислуваат, ови го вели Отецот во срцето свое, дека јас ги помнам сите нивни беззаконија. А сега го обиколуваат нивните дела пред лицето мое се, со злоденија го веселат царот свој,
царот свој го весела со злоденија, нивниот цар е сатаната на земјата владее тој. Ке му се поклонат сите на сатаната, освен оние чии имиња се во книгата на животот, тие што го познаа Исус. И не се плашеа да го познаваат Исус дури до смртта. Дури до смртта. Ка со смрт на крст тугинци му одземаат силата негова, зборува за вас, армакедонци. Косата ви е побелена, тешко вам одстапивте од мене. Погибел за вас, зашто се одметнавте од мене. Јас ги спасува, вели Бог Отецот, а тие изрекуваа лаги против мене и не повикаа кон мене од се срце. И не повикаа кон мене од се срце. Значи Бог сака од срце да го повикаш, да дојде во твојот живот. И потоа можеш да чекориш по светлината, кој од идења не се сопиња. И ридаа на своите постели заради леб и вино. Ридаа на своите постели заради леб и вино. Можете да кршите леб и вино со саати, со денови, да се причестувате, а од мене одстапуваат. А ако не ги љубите сите, можете да правите вечери господови вакви онакви, да скокате, да палите свеќи, да постите, да рибате во реката, да го славите МЛК, да протестирате, да осудувате. Јас ги вразумив и ги утврдив мишките нивни, и тие замислија зло против мене. Кој те создал тебе, тие се свртуваат на некон Севишниот. Ке ги отврли Бог, оти тие не го послушаа, па затоа ќе бидат скитници меѓу народите. Уште еднаш ка шеската. Значи, он не рани, он не исцелува, он не поразува, он ќе ги преврзе раните наши. Ке не оживее за 2 дена како Исуса и на третиот ден ние ке живееме пред лицето Негово. Ке тргнам, Господ, Отецот наш, и ке се вратам во своето место, каде е тоа Божиото царство на небесата, додека тие не признаат оти се виновни, додека ние сите не признаеме дека сме виновни и не се покаеме и не го побараме лицето Негово, како блудниот синот при казната: прости ми, татко, кој живееше во свињарникот, тој е позади мене таму, на оваа вавилонска земја. Прости ми, татко, прости им, татко, не знаат што прават. Не, прости ми, татко, погрешив пред тебе и пред небото. Така се доаѓа кај Исус. И потоа од срцето викаш: Исусе, дојди и помогни ми, бидејќи без тебе не можам да направам ништо, а со тебе можам да направам се. Мир вам до Божиот царство небесно. Тешко е во овој свет да живееш без Бог. Тогаш си дел од сатанското тело, бидејќи лажеш, крадеш, осугуваш, мразиш, завидуваш, прелюбодејствуваш. Тешко ти е да љубиш, како Исус што ги љубеше сите, бидејќи Бог е љубов и кој пребива во Бога, пребива во љубовта. Армакедонци мои, Бог ве чека да се покаете, да се надевате на Него и на Неговиот син Исус, тогаш сте под Негова закрила и тогаш пребивате и живеете од домот на небесниот татко. Другата приказна е армакедонска битка. Борби, битки, искушенија ќе ве распнуваат безброј пати. Безброј пати. До армакедонската битка, до второто Христово пришествие, а потоа ќе се одделат овците од козите. Ќе воскреснат сите оние што се Христови. И секој од нас самиот, не за други, ќе одговара за своите дела на љубовта. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ти благодарам што и ова слово ги допре сите оние што имаат потреба Твојата љубов, исцелување и мир, мирот, љубовта и милоста да ви се множат. Останете во Исусовата љубов, армакедонци мои. Амин. Се ти предавам тебе, Исусе, се предавам тебе, Господе, се ти предавам тебе, Татко мој,
se moje e tvoje. Ti me sozdade od prazemna i duh životen duhna vo mene, po obrazu tvoj me sozdade. Živa duša nalik na tebe, se ti predavam tebe, Isuse, se ti predavam tebe, Gospode, se ti predavam tebe, Tatko moj, se moje e tvoje, ljubov ta tvoja me obleva, tvoja ta raka me pozema, vo srce to moje prebivaj, Isuse, Gospode, ja si pripadam tebe, Isuse, ja si pripadam tebe, Gospode, ja si pripadam tebe, Tatko moj, se moj.